Мирисната композиција на парфемите најлесно ќе ја опишеме преку споредбата со музичка композиција. Кога користите оригинален парфем, тука имате мноштво тонови и подтонови. Како навидум, ако споредиме со музичка композиција, истата ја изведува симфониски оркестар. Кога користите лажен тестер, а за жал во нашата држава ги има многу, тоа е исто како од симфонискиот оркестар да сте зеле два инструменти. Може би навидум ќе добиете сличен звук на претходниот, но префинетоста дефинитивно ќе биде различна. Добре дојдовте на официјалните социјал медија канали на Шаци парфемерии. Денеска во ова едукативно видео се префрламе на тема мирисни пирамиди. Секој парфем се опишува според мирисната пирамида, а токму таа мирисна пирамида има три нивоа. Првото ниво се нарекува горно ниво, каде што се наоѓаат топ нотите. Второто ниво е средното ниво или се нарекува срцевината и долното ниво каде што преовладуваат базните ноти. Првите горни или топ ноти траат од 10 до 15 минути, а тоа е мирисот што прв ќе го почувствуваме. Најчесто топ нотите се овошни, пред се цитрусни, аеро или морски соли и друг тип на овошје. Парфемот најмногу го дефинираат неговите средни ноти, односно тоа е неговата срцевина. Тука станува збор за цветните ноти како што се ружа, лаванда, јасмин и богатство на многу други флорални ноти. Овие ноти траат од 2 до 3 часа. А за да се добие трајноста на парфемот се ставаат базните ноти. Тоа најчесто може да бидат дрвенести смоли, но и пачули, ванила или мошус. Ако само замислите една од овие ноти биде сама во парфемот, навистина мирисот ќе биде непријатен. А ова го зборувам од лично искуство. Имав можност да присуствувам на една обука организирана од страна на Живанши, каде што идејата беше да ни ја доловат важноста на оваа мирисна пирамида. Мирисот индивидуално само на пачулито навистина е многу јак и многу тежок. Тоа веднаш го поставува прашањето што би се случило доколку ги немавме сите мирисни комбинации во еден парфем. Тоа мноштво на мириси и мноштво на комбинации. И за крај заклучокот. Сето ова што го зборувавме досега е навистина многу релативно и зависи од композиторите на парфеми, односно парфемските носеви. Дел од мирисите кои што се во базните ноти може да ги сместат во срцевината или топ нотите. Тоа може да биде и обратно. Следете го нашиот канал на YouTube, следете ги нашите социјал медија и редовно информирајте се за тоа што се случува во парфемскиот свет. До следното видео посетете една од 11 Шаци парфемерии.